Главниот град на Република Македонија Скопје има нешто што ни една друга метропола ја нема, вистинска планина на само 2 километри од центарот на градот. Водно е белодробието на Скопје, вистински лек против најголемиот проблем на граѓаните аерозагадувањето. Но се чини дека низ годините наназад не беше поштедено од нечии интереси, па граѓаните стравуваат дека ќе се бетонира неговата иднина во буквална смисла на зборот. Граѓанското здружение го сака водно со цел како што велат да биде спасено, а со тоа и градот заштитен, бараат итен просторен план за спас на планината. На оваа тема разговараме со Татјана Стојановска од Граѓанското здружение Го сакам водно. Татјана, добро утро. Добро утро. Драго ми што сум во вашата емисија и имаме можност да ги кажеме ставовите на Го сакам водно и зашто е оваа наша битка и барање континуира на многу долг период. Така. Непосредно пред изборите побаравте гаранции од идниот градоначалник дека навистина ќе се залага за заштита на водно. Се сретнавте и со Данила Арсовска и ви вети дека нема да дозволи ниту една шајка повеќе да биде поставена на планината. Дали по ова верувате дека нема да продолжи бетонизацијата и урбанизацијата на планината? Вака со мерките кои што мислиме дека може да се спроведам, односно да се донесе одреден закон за водно, за кој што ќе се регулираат некои правила во однос на однесувањето на водно, се до изготвување на просторен план за водно, да, сметаме дека е возможно да се заштити водно, секако. Потребни се и многу други интервенции, но за сега тоа би било едно генерално и општо, односно далекусажно уредување во однос на спасот на водно. Значи, водно со рамките на оваа заштита која што доби годинава, така наречена заштита со одлуката, беше зонирано на начин кој што апсолутно не се одесува на намената и ликот на водно, односно водно пред се е намена за заштита на градот и како вештачки пошумувана предал, вештачки пошумуван, не можете вие да обезбедите заштита со одлука во која што се заштитува биологијата, односно разноврсноста на биолошките битија во рамките на планината. Значи, потребно е зонирање на водно во однос на сите оние функции кои што ги има. Тоа се однесува на заштита од ерозии, од пожари, заштита од други природни влијанија. Тие се предвидени при пошумувањето во минатото на водно, но комплетно запоставени и игнорирани во понатамошното негово одржување. Затоа и дојдено до таква урбанизација. Имате случаи во денешно време кога над некои делови каде што имаме канали за одведување на вода се изградени одредени објекти кои што истите канали ги запушуваат. Тоа не е решено со оваа одлука за заштита на водно. Значи, решавањето на овој момент може да се реализира само со едно зонирање преку просторен план. А просторен план не може да направат само во однос на биолошката разноврсност. Потребно е истото да се направи врз основа на сите можни аспекти на влијание врз планината. Значи, во однос на просторниот план, тоа е единствен начин за правилно да се определат зоните каде што може да се прави на водно. Моментално тоа не е одредено. Сега, ако збориме за сите интервенции и влијанија во однос на недозволеното функционирање на водно, тука ќе има голема работа градоначалникот, односно како што и самата најави, ќе мора да создаде соодветни служби кои што ќе вршат мониторинг на тие действија. Така, само да напоменам дека се задржав на ветувањата на Арсовска, бидејќи средбите ги имавте непосредно пред вториот круг од изборите, кога се уште не се знаеше кој ќе биде иден градоначалник, се сретнавте и со претходниот градоначалник, морам да напоменам, но сепак решавањето на ова горливо прашање и припадна после изборите нели на идната градоначалничка на град Скопје Арсовска. Сега на средбите со неа беше договорено дека ќе се преку формирање на работен комитет, значи заеднички ќе се креираат решенија со професори и експерти. Да ви кажеме нешто искрено, ние ништо не договоривме, ние само се обидовме да од еден по инаков начин ја информираме господјата Арсовска кој е проблемот и што е проблемот на водно. Не се сметаме ние за стручњаци, односно експерти. Ние се сметаме за граѓани кои што доволно долго го надвидуваат проблемот и доволно имаат разговарано со експерти да увидат каде е проблемот, односно непочитувањето и непослушувањето на сите експерти во државава. Значи, ние фактички само дадовме на увид на
сегашната веќе градоначалничка, што се треба да се земе во обзир. Но таа И рече како дека ќе ве нејзина вклучи страна- ќе ги Да. вклучи и здруженијата во решавањето на Би овој било проблем, затоа и многу вас ви го убаво. постави прашање. Апсолутно, да. Би било многу убаво да ги вклучи здруженијата, затоа што здруженијата сепак имаат една како да кажем, тековна слика во однос на тоа што се случува. Имаат на крај крајава имаат и еден историјат во кој што ги разгледале сите опции, односно сите можни ветувања, сите можни влијанија на водно, од кои што се слушувале од претходните управувања со него и ќе можат да помогнат на темата каде што би можело да функционира и како. Секако не можеме да бидеме пресудни во носење на одлуки, но можеме да бидеме од голема помош да тоа биде функционално. Така. За водно да биде прогласено за заштитено подрачје, претходно беше изработена студија за валоризација за заштитено подрачје парк шума водно. Врз основа на оваа студија водно е прогласено за заштитено подрачје од 5-та категорија. Што всушност се предвидува со ова? Искрено да кажам, тоа е наша болна точка. Значи, таа студија е сосема во ред. Не сакам да доживее некој дека ние ги напаѓаме експертите и нешто погрешно направиле во студијата. Так. Студијата едноставно ја валоризира водно како планина од биолошки аспект. И се тоа во ред доколку водно би имало само таа улога. Така што оваа студија го покрива и зонира водно како заштитено подрачје од аспект на тоа какви биолошки вредности има. Не можете само така да правите зонирање и така да го заштитите водно. Начално водно нема, ние сме свесни, за нас има огромно значење и од аспект на зеленило има огромно значење, но нема биолошки вредности, како што би рекле експертите, нема соодветни како кажем, биолошки форми кои што би требало таму да се заштитат, за заштитата да бидат по висока категорија. Се предвидува ли со оваа студија да се спречи понатамошна урбанизација на планината, бидејќи реално тоа е еден од најгорливите проблеми? Па јас веќе престанав да го кажам тој момент, бидејќи навистина цело време само за тоа зборев. Апсолутно не. Ако вие правите зонирање само врз основа на биолошката вредност и врз основа на законот за природа, кој што предвидува и дел зона на одржливо користење, каде што имате можност за градби, секако дека не може да го заштити водно, бидејќи кај нас таа зона во однос на одлуката за заштита на водно, таа зона за одржливо користење овозможува токму во подножјето каде што имаме најголема борба со урбанизмот да се случуваат нови градби и тоа ќе бидат реално легални со одлуката. До сега постоеше одлука од 1991 потврдена од град Скопје по која што беше забрането такво нешто. И сега вела таа одлука е веќе не е веќе во сила, затоа мора да се донесе повторно резаштита на Скопје. Дека да го направиме тоа квалитетно, не со одлука која што се уште помала заштита од претходната. А заштитата која што имала не се покажала како ефикасна. Да, нешто мора да се менува, но не на овој начин, каде што ние идеме по една, како кажам, праволиниска линија, ќе цениме колку има биологија. Луѓе, водно е вештачки пошумување, но каква биологија, тоа се донесени биолошки материјали кои што се засадувани и понатаму одгледувани со цел да водно се пошуми. Не можеме да цениме биолошка вредност, можеме да цениме вредноста што сме добиле со создавањето на таа шума. Тука е основниот момент. Врз основа на оваа студија, град Скопје сега ќе треба да го изработи просторниот план и план за управување со планината водно. Меѓувреме побаравте да се иницира во Собранието на Република Северна Македонија постапка за носење на специјален закон. Што би било опфатено со него и која е потребата од негово итно донесување? Потребата од негово итно донесување е токму поради тоа итно донесување на одлуката за заштита. Бидејќи тоа зонирање ќе овозможи во однос на сегашната одлука има некоја временски период од година дена на кој што е забраната градба, колку тоа ќе се испочитува не знам, но само градба. Рамнење на терен и слично како нешто што се случи веќе во рамките на заштитената зона. Мислам дека тоа е мораториум од околу една година, ако не се лажам. Да. Токму затоа, за да се овозможи да не се дозволи да оваа одлука биде валидна законски начин да се продолжи со градењето, потребен е специјален закон на водно. Краток, само кој што ќе ги наведе основните параметри како да се одржува водно додека се направи вистинско негово зонирање и мапирање, за да односно да се направи еден мораториум додека преку закон, додека да се создаде вистински начин на понатамошното развивање на водно. Односно негово уредување. Значи, разбирате, цело време потенцираме. Водно ни е заштита на градот. Не знам зашто досега градските власти тоа го игнорираат.
Многу голем проблем би било доколку наводно се јави, например, таква една водена маса како што се случи во Стајковци. Има изјави од експерти, професори кои што кажуваат дека доколку тоа се случило наводно, жртвите ќе биле во многу поголем број. Ние мора да се спремаме за сите еколошки катастрофи, односно промени кои што настануваат, сите климатски промени кои што настануваат. А тоа подразбира значи заштита не само на природата, туку и од природата. Ајде сега малку ќе освртам и од друга гледна страна прашањето. Граѓаните на претходниот градоначалник му замеруваа за паркингот на Средноводно, односно за цената за час паркирање. Како вие гледавте на оваа одлука? Искрено да ви кажам, јас го сакам водно не создаде свој став начално во однос на паркингот, бидејќи тој паркинг е нешто што постои многу одамна, нели од самото постоењето на водно, нели е создаден и пати паркингот. Мое лично согледување како граѓанин, можам да ви кажам дека тоа што се зголеми цената на паркингот, да, обезбеди да имаме многу помало загадување на Средноводно. Имаше моменти кога загаденоста од колите што доаѓаа за викенд беше поголема на Средноводно него долу во Скопје. Така што паркингот да биде со повисока цена, сметам дека не е лошо, но не е нели и конечно решение. Така, да мора да се најдат други облици да се и мотивираат. За мене не е казна, него мотивација на граѓаните да се качуваат на водно преку други превозни средства или пешки. Така. Сега покрај луцирањето одговорност кај властите, сметате ли дека е неопходно подигање на јавната свест за заштита на ова богатство? Апсолутно да. Луѓето се неинформирани. Едноставно го уживаат водно, но не ги сваќаат, како да кажам, игри се тоа реално, урбанистички игри околу тоа што, како, зошто. Многу симпатично звучи, тука ќе имам каде кафе да се напијам, ама тоа повлекува и други градби, кој тоа што велите, нови автомобили, отварање на рампата што се случува последните месеци и загадување, односно уништување на истата таа природа која што се трудиме да ја заштити. Така, Татјана, јас ти благодарам за ова вклучување во утрински брифинг. Секако оваа проблематика и ова прашање бара многу повеќе време и многу повеќе разговарање и отворање на многу теми кои што се поврзани со овој проблем. Секако се надевам дека ќе имаме и следна прилика повторно да разговараме на оваа тема. Се надевам со поубави и нели некои чихори напред во заштитата. Така, ти благодарам уште еднаш.